Мерките за спречување на ширење на туларемијата продолжуваат. Дератизација на објектите, едукација на населението. Овие задачи денеска на терен ги завршија екипите на Центарот за јавно здравје во општина Лозово, но и населените места каде веќе е прогласена епидемија на болеста. Здравствените работници смируваат. Велат дека доколку се почитуваат препораките, ќе се спречи зголемување на бројот на заболени од туларемија. Нема способност да остане во нежива средина подолго време жива и способна да направи било каква болест. Едноставно треба што е можно помасовна хигиена и нема потреба да се фрлаат ниту сончоглед, ниту било каква храна. Доволно е да се отстрани контакт со глувци, доволно и само еден ден да постои, она веќе нема да биде загрозувачка, витално здравствено загрозувачка. Бактеријата не прави капсула и не е способна да живее во надворешни услови. Жителите се во паника. Денеска континуирано ги избегнуваа камерите. Надлежните сега обезбедуваат вода за пиење за местното население. Иако жителите велат дека во изворите пред неколку месеци пронашле мртви стаорци, сепак анализите говорат дека водата не е причинител на заразата. Главна причина за ширење на болеста е недоволната хигиена. Беше извршена дератизација, хлорирање на водата, забрана за користење на водата. Обезбедено е цистерни кои што ќе доаѓаат и ќе ги снабдуваат луѓето со вода. Ова го правиме превентивно со водата. Знаеме дека причината за епидемијата не е во изворот, но го правиме превентивно да не дозволиме причината за епидемијата да стане изворот. Затоа што тогаш нема да имаме вакви бројки како сега 2, 3, 4 заболени, него ќе имаме 30, 40, 50 и поголеми бројки на заболени. Состојбата нема врска со водата, ова нема место за паника. Ова е само, пошто сум јас истручник по земјоделие, ова година знаеме од климатските услови дека тутунот беше со голема влага и со многу буѓа и со самото чистење и самите експерти по здравство кажуваат, значи треба хигиена, значи луѓето кога го пеглаат тутунот остануваат, сигурно имало некој од речи оставорците нешто со некоја бактерија и тука е пренесување, значи нема место за паника. Според податоците на Министерството за здравство, бројот на заболени од туларемија во земјава до денес се искачи на 23 лица. Во Каратманово досега се регистрирани 8 случаи.